На 100 метри од познатата плажа Алекс Бич во Дојран откриено складиште со муниција од Првата светска војна. Сопственици на околно земјиште копале земја за насип кога наишле на поголема количина оружје. При самото копање налетал на полско складиште од Прва светска војна во кое извадивме до сега, комплетно веќе се извадени 77 гранати, 75 мм француско производство од Првата светска војна. Значи, они биле во полско складиште и се со транспортни осигурачи складирани. И има околу 100 парчиња пешадиска муниција. Но тие се веќе во лоша состојба, оксидирани, уништени се веќе доста запалки и се доста ризични за транспорт. Кога пристигнаа телевизиските екипи на местото каде е пронајдена муницијата, просторот веќе беше обезбеден со лента, а гранатите почнуваа да се товарат во возило. Митро вели дека станува збор за сложен и небезбеден процес со оглед дека пронајдената муниција е со разорна моќ, што може да го срамне овој дел од Дојран во радиус од 300 метри. Следно што ќе се случува сега, ќе ги транспортираме, чекам полициско обезбедување, значи ќе ми го обезбедуваат конвојот до рудник Огражден, каде што имаме привремен магазин надвор од населено место, привремено ќе ги сместиме, потоа ќе се носат на криволок на уништување. Овие средства се, значи на овој терен се наоѓаат доста такви неексплодирани убојни средства. Доста е загаден тој терен. Овој предел е полн со неексплодирани убојни средства од Првата светска војна. Лани во Стар Дојран беа пронајдени 2 гранати во двор на хотел, а планината над ова туристичко место е полна со се уште неоткриени складишта оружје. Ова и не е чудно ако се знае дека овде се воделе некои од најжестоките битки на Солунскиот фронт за време на Првата светска војна.